на P по-големи од 0, дадениот ред конвергира. Во оваа задача ќе го употребиме интегралниот тест за испитување конвергенција на бесконечни редови. Најпрво ќе провериме дали се задоволени потребните услови за примена на интегралниот тест. Општиот член на дадениот ред е 1 врз k по ln од k на степен p. Првиот услов кој што треба да биде исполнет е следниот. Треба да покажеме дека овој израз е, односно ќе покажеме во оваа задача дека овој израз секогаш е позитивен за вредности на k поголеми или еднакви на 2. Да забележиме тука долната граница на редот, тоа ни е 2. Дома да видите дека може и еден погенерален случај, односно како и каде треба ова да биде поголемо, треба сами да видите. Тоа го имате поминато и на предавањето. Да се вратиме на општиот член. Во бројителот имаме позитивен број, k е позитивно, за k поголемо или еднакво на 2, да видиме какво е ова ln од k. Логаритамската функција е оваа функција, овде имаме ова е f од x, и ако скицираме логаритамската функција на низиниот природен домен, се добива нешто вакво. Нас ни треба каква е логаритамската функција за цели броеви поголеми или еднакви на 2. За 2 има некоја ваква вредност, за 3 некоја ваква вредност, за 4 некоја ваква вредност. Односно, од тоа што за било која вредност реална на x поголема или еднаква, а поголема од 1, логаритамската функција е позитивен број, може да кажеме дека и за k цел број поголем или еднаков на 2, ln од k секогаш ќе биде позитивно. Па така и во именителот имаме позитивен број. Значи, позитивен број на некој било кој степен ќе ни даде позитивен по позитивен, пак се добива позитивен број. Од таму ова израз е поголем од 0. Со тоа првиот услов е исполнет за примена на овај тест. Наредно дефинираме функција чие што правило е исто како и општиот член на ред. Но наместо k сега пишуваме x на 1 врз x ln од x на степен p. Го земам интервалот за x од 2 до плюс бесконечност. За да продолжам со решавање на задачата, треба да покажам дека оваа функција на овој интервал е позитивна, тоа ви е јасно, на сличен начин се објаснил како и кај општиот член, тоа го оставам сами да го разберете, и дека оваа функција е опаѓачка на овој интервал. Како може да се покаже дека функцијата е опаѓачка на одреден интервал? Па да го побараме првиот извод, односно да го најдеме првиот извод на оваа функција и да покажеме дека тоа е секогаш помало од 0 за вредности на x од 2 до плюс без конечност. Наредниот чекор значи бараме извод од оваа функција. За полесно наоѓање на изводот, функцијата најпрво ќе трансформирам на следниот начин. X на минус прва по ln од x на минус p, значи ова тука ми f од x, бидејќи x и ln од x на p се во именителот, да го ставам во бројителот, треба во степенот да помножам со минус 1. Значи ова е f од x, што бараме од f од x? Од f од x бараме извод. Продолжаваме со решавање на задачата. Тука имаме извод од производ на функции, па така тоа е еднакво. Изводот, првата функција, тоа е минус x на минус 2, го намалуваме степенот, а степенот кој што е оригинален тука, доаѓа пред функцијата по втората функција, тоа е ln од x на степен минус p, имаме тука. Плюс извод од втората по првата функција. Или првата функција ја препишуваме по извод од втората функција. Извод од ln од x на минус p е следен. Најпрво ln од x на минус p го разгледуваме како степенска функција. Извод од степенската функција е минус p по ln од x на степенот го намалуваме, минус p минус 1, причи имаме сложена функција, треба да помножиме по изводот на трешната функција,
во случајов по извод од делен од x, кој што е 1 врз x. Значи, го применуваме верижното правило за диференцирање на вториот множител. Тука. Ова израз е еднаков на има минус. Сега сакам пак овој производ и овој производ бидејќи имаат овој множител и овој множител да ги спуштам во именител, односно овој производ тука да го запишам како друг. Имам горе единица, долу ќе имаме x на квадрат, ln од x на степен p. Сега да видиме што се случува тука. X на минус прва е исто што и 1 врз x, но x на минус прва е 1 врз x. 1 врз x по 1 врз x е 1 врз x на квадрат. Ќе имаме x на квадрат по 1 од x на минус p минус 1. Ако овој степен го запишам како минус p плюс 1, и ако сакам ln од x на минус p плюс 1 да го ставам во именител, ќе се добие ln од x на p плюс 1. Ни останува уште минус p. А така тука ќе имаме минус p. За изводот на оваа функција се доби ова израз. Да видиме дали тој секогаш е негативен за било која вредност на x од интервалот од 2 до плюс бесконечност. Имаме тука во првата дробка, ако ја разгледаме оваа дробка, тука горе имаме позитивен број x на квадрат, секогаш е позитивен, па така и за било кои вредности на x од 2 до плюс бесконечност. Едно од x видовме дека за вредности поголеми од 1 секогаш позитивна, па така ќе биде позитивна и за вредности од 2 до плюс бесконечност, бидејќи овој интервал е под интервал од 1 плюс до плюс бесконечност, па така во дробката тука ќе се добие број поголем од 0. Поради овој минус добиваме број помал од 0. Да видиме што се случува тука. Имаме ln од x е позитивен, на било кој степен е позитивно бројче. X на квадрат е позитивен број. И ова бе од условот на задачата ни е позитивно, па така и тука имаме позитивен број. Поради овој минус ќе добиеме негативен број. Па така, негативен број плюс некој негативен број ќе ни даде негативен број. Односно може да кажеме дека ова израз е секогаш помал од 0. Бидејќи вториот извод, ајде тоа ќе го запишем уште еднаш, добивме дека првиот извод, не вториот, се извинувам, првиот извод е помал од 0. Од тоа може да кажеме дека f од x е опаѓачка функција. Се разбира, работавме за x на интервалот од 2 до плюс бесконечност. Со тоа се исполнети сите потребни услови за примена на интегралниот тест. Значи покажаме дека сите потребни услови се исполнети, па сега може да го примениме интегралниот тест. Бидејќи видовме дека сите услови за примена на интегралниот тест се исполнети, кажуваме дека дадениот ред има иста природа со следниот несвојствен интеграл тука, односно доколку овој несвојствен интеграл конвергира, тогаш и дадениот ред конвергира, доколку овој несвојствен интеграл дивергира, тогаш и дадениот ред дивергира и обратно. Значи треба да најдеме за кои вредности на p овој несвојствен интеграл конвергира. Тоа ни се бара во задачата. Како се добива овој несвојствен интеграл? Тука имаме, гледаме кадека започнува од 2, тоа е долната граница. Или предходно покажавме дека од 2 до плюс бескај важат условите, долната граница на интервалот каде што важат условите. Тука имаме плюс бесконечност, ја имаме дадената функција за која што зборувавме
dx. Ovaj nesvojstven integral знаеме дека е еднаков на лимес од интегралот 1 врз x по ln x на p dx во граници од 2 до l, кога l тежи кон плюс бесконечност. Зашто е овај несвојствен интеграл? Бидејќи тука кај горната граница имаме плюс бесконечност. И знаеме сите дека тоа се решава вака. Го решаваме на определениот интеграл кој што го има кај несвојствениот. Значи го решаваме најпрво интеграл од 1 врз x ln од x на степен p dx. Смената која што ја воведуваме тука е следна. Ќе запишам тука смената. T еднакво на ln од x, оттаму dt еднакво на 1 врз x dx. Да забележиме, 1 врз x dx го имаме, одма тоа е еднакво на dt, наместо ln dx ќе ставиме t. Па така, овој интеграл, по воведувањето на оваа смена е интеграл од 1 врз, рековме ln од x ние t на степен p d t. И ќе го обележам тоа со и. Значи, овој интеграл ќе го обележам со и. Овој интеграл, доколку p е еднакво на 1, еднаков на ln од t, доколку p е различно од 1, треба да го решаваме со примера на степенската функција. Значи, ние имаме два случаи. Го разгледуваме прво случајот p да биде различно од 1. За интегралот се добива. Имаме интеграл, ајде оваква уште еднаш ќе запишеме, интегралот t на минус p d t. Оттаму овај интеграл е еднаков на t на минус p плюс 1 врз минус p плюс 1 плюс константа c. Се враќаме во смената, се добива ln од x на степен минус p плюс 1 врз минус p плюс 1 плюс c. Се враќаме кај најсвојствениот интеграл, па интегралот 1 врз x ln од x на степен p dx во граници од 2 до плюс бесконечност е еднаков на. Лимесот го препишуваме. И сега, наместо овај определен интеграл, тука пишуваме ln од x p плюс 1, минус p плюс 1, извинете, врз минус p плюс 1 во граници од 2 до l и l ни тежи кон плюс бесконечност. Што направив? Овој определен интеграл тука го заменав така што го зедов решението, го зедов израз кој што е решение на овој неопределен интеграл, но во граници од 2 до l. Лимесот го препишам да видиме што се добива тука. Во наредниот чекор ги заменуваме границите. Имаме лимес од, најпрво ја заменувам горната граница, или ln од l на степен минус b плюс 1 врз минус b плюс 1 минус, наредно заменувам долната граница. ln од 2 на минус b плюс 1 врз минус b плюс 1, и во овој случај l тежи кон плюс бесконечност. Како се однесува функцијата кога l тежи кон плюс бесконечност, ќе го трансформирам на следен начин. Да забележиме дека и во овој израз и во овој израз имам делење со минус p плюс 1. Минус p плюс 1 е исто што и 1 минус p, само поинаку запишано, па тоа 1 врз 1 минус p може да оди пред лимесот. Да видиме што се добива. Рековме 1 врз
1 minus p, ki ostavам pred limesот, ki imam тука. Limes, сега, ln од L, ако сакам да го ставам во именителот тука, треба тука да помножам во степеност по минус 1, тоа видовме, што е така. Односно, тоа се основни операции со степени кои сите треба да ги знаете. Имам 1 врз ln од x на степен p минус 1, што правам, бидејќи го спуштам во именителот, степенот го множам по минус 1. Јасно? Ако помножам степен по минус 1, ќе добијам p минус 1. Минус, истото го правам и тука, ќе имам 1 врз ln од 2 на степен p минус 1, константата минус p плюс 1, односно 1 минус p, ја плачеме пред лимесот. И да не забораваме лимесот, го пресметуваме кога L тежи кон плюс бесконечност. И тука да се правиме, немаме ln од x, туку имаме ln од L. Поправете, треба оваа грешка што направив во претходниот чекор да се поправи. Наредно проверуваме дали овој лимес постои, односно дали овој лимес е еднаков на некој број. Тоа значи дали постои. Имаме лимесот некаква разлика тука. Овој лимес, доколку лимес од ова постои и лимес од ова постои, може да го запишеме како лимес од ова минус лимес од ова тука. Лимесот ова тука постои, бидејќи ова израз да забележиме не ми зависи од L, односно некој бројче, некоја константа, па така лимесот константа е самата таа константа. Што се случува во овој дел тука? Да забележиме, ако p минус 1 е поголемо од 0, се добива една работа, ако p минус 1 е помало од 0, се добива нешто друго. Го разгледуваме случајот ако p минус 1 е поголемо од 0. Ако p минус 1 е поголемо од 0, да видиме тука што ќе се добие. Ни е потребна логаритамската функција пак. Кога L тежи или кога x, или кога аргументот во логаритамската функција тежи кон плюс бесконечност, функцијата тежи кон плюс бесконечност. Ако p минус 1 е поголемо од 0, рековме ln од L тежи кон плюс бесконечност, ќе имаме тука плюс бесконечност на некој позитивно бројче, што ни дава плюс бесконечност. Па тука би имале 1 врз плюс бесконечност, што е еднакво на 0. Па ќе имаме лимес од 0 минус некоја константа, тоа ќе е еднакво на лимес од самата константа, или лимес од самата константа е константата, значи во тој случај ако p минус 1 е поголемо од 0, ќе добиеме тука за лимес од некое конечно, некое бројче, па така може да кажеме дека бидејќи се добива некое бројче, дека ова интеграл конвергира. Ајде да видиме, да го запишеме тоа сега што го кажеме. Значи доколку p минус 1 е поголемо од 0, се добива следниот израз. 1 врз 1 минус p, бидејќи и овој лимес во тој случај постои, и овој лимес во тој случај постои, можам да го запишам ова како лимес од првиот член, ln од L на степен p минус 1 минус, константата да не заборавиме, лимес од 1 врз ln од 2 на p минус 1, L тежи кон плюс бесконечност. Рековме овој лимес објаснавме дека е 0, па така ова ќе даде само 0, тука ќе имаме минус 1 врз 1 минус p, рековме лимесот константа, бидејќи овој израз не зависи од L, самата константа ќе се добие ln од 2 на степен p минус 1. Бидејќи добивме тука дека интегралот конвергира кон ова бројче,
тогаш може да кажеме дека и редот во тој случај конвергира. Ајде тоа да запишеме. Ако P минус 1 е поголемо од 0, тогаш интегралот 1 врз x, ln од x на степен p конвергира, и ту видовме дека конвергира кон ова бројче, а бидејќи интегралниот тест ни тврди дека овај интеграл и овај ред тука имаат иста природа, може да кажеме дека во тој случај и дадениот ред, односно редот со општи член 1 врз k ln од k на степен p, k се движи од 2 до плюс бесконечност, конвергира. Уште нешто. Што значи P минус 1 да биде поголемо од 0? Тоа значи P да биде поголемо од 1. Значи, за P поголемо од 1, редот конвергира. Треба да ги испитаме и преостанатите случаи. Наредно го испитуваме следниот случај, односно случајот кога P минус 1 е помало од 0. Треба да проверам дали овој лимес постои во тој случај. Пак имам, вториот член е константа, па лимес од константа би била самата константа. Што лимес постои. Треба да испитам дали постои лимес од 1 врз ln од l на степен P минус 1, кога l тежи кон плюс бесконечност. Овој израз можам внатре во лимесот да го запишам на следен начин. Имаме лимесот, го препишуваме. ln, ако го помножам по минус 1 степенот, може ln од l на степен P минус 1 да скачам горе, но ќе го променам само степенот. Ке имам ln од l, степенот го помножам со минус 1, па наместо P минус 1, ќе добијам ln од l, и наместо рековме P минус 1, ќе добијам 1 минус P, и во овој случај L ќе тежи пак кон плюс бесконечност. L тежи кон плюс бесконечност, дека во тој случај ln од L тежи кон плюс бесконечност. Ова е италската функција. Ако P минус 1 е помало од 0, тогаш 1 минус P ќе биде поголемо од 0. Па во овој случај ќе добијам плюс бесконечност на некое позитивно бројче. Ако P минус 1 е помало од 0, тогаш 1 минус P, бидејќи помножено по минус 1, ќе биде поголемо од 0. Па плюс бесконечност на позитивно бројче што ќе ни даде? Ќе ни даде плюс бесконечност. Односно, може да кажеме дека овој лимес не постои, а оттаму може да кажеме дека и овој цел лимес не постои. Лимесот не постои, значи овој лимес не постои, или е плюс бесконечност. Што може да се каже? Интегралот, несојствениот интеграл, дивергира. Значи не добив тука конечно бројче за овој лимес, туку добив нешто што е плюс бесконечност, или овој лимес бидејќи не постои, можам да кажам дека несојствениот интеграл дивергира. Ако P минус 1 е помало од 0, несојствениот интеграл од 2 до плюс бесконечност од 1 врз x ln од x на степен P dx дивергира, а бидејќи овој ред и интегралот имаат иста природа, според интегралниот тест, може да се каже дека и редот дивергира. На P, кај на 2 до плюс бесконечност дивергира. Што најдов? За кои вредности на P овој ред дивергира?
Od tuka može da kažeme дека за вредности на P, ако ја префалиме единица таму помали од 1, дадениот ред дивергира. Бидејќи испитавме како се однесува редот за позитивни вредности на P поголеми од 1 и за позитивни вредности на P помали од 1, преостанува да испитаме како се однесува редот за вредноста P еднакво на 1. Во случај кога P е еднакво на 1. Да видиме што имаме. Во случај да P е еднакво на 1, ова интеграл се сведува на интегралот t наместо P запишуваме единица dt и сега имаме табличен интеграл кој што е еднаков на ln од абсолютна вредност t плюс константа c. Се враќаме во смената, имаме ln од x, t ln од x плюс c. Сега дали ви е јасно зашто тука зедов најпрво P да е различно од 1. Веќе, кога беше P различно од 1, добивавме различен табличен интеграл, кога P е 1, добиваме различен табличен интеграл. Продолжуваме понатак. По решавањето на овој неопределен интеграл се враќаме да го решиме несвојствениот интеграл. Имаме интеграл од 1 врз x по ln од x на степен p dx во граници од 2 до плюс, од 2 до плюс бесконечност и сега тоа е еднакво на. И место го препишуваме, решиме неопределениот интеграл. Па за да го решиме овој определен интеграл, тука треба само ова да го препишеме и да ги замениме. Границите имаме ln од абсолютна вредност од ln од x плюс c во граници од 2 до l, кога l тежи кон плюс бесконечност. Најпрво ги заменуваме тука границите. Да видиме што се добро. И во овој чекор место го препишувам, ќе добијам. Ја заменувам горната граница, тоа е ln од l. Добро, пака. Минус ln, ја заменувам долната граница, ln од 2. Да видиме сега што имаме. Ајде, ќе видиме дали ќе ни треба еднакво. Пак имаме разлика тука, некаква разлика, па лиме со таа разлика. ln од 2 е некоја константа, не зависи од l, па ако го разделам овој лимес би постои. Да видиме овој лимес дали постои. Лимес од ln од l, кога l тежи кон плюс безкрај, е еднакво. Добре, дека ln од l, кога l тежи кон плюс безкрај, е плюс бесконечност. ln од плюс бесконечност е плюс бесконечност. Па така, овај лимес е плюс бесконечност, односно може да кажем дека лимесот не постои. Сега, бидејќи овај лимес е плюс бесконечност, може да кажем дека овај лимес не постои, значи овај лимес цел не постои, односно овај интеграл конвергира. Значи не добив некој бројче, туку добивме нешто плюс бесконечност, односно минус бесконечност, тоаш може да кажеме дека овај интеграл тука дивергира. Значи овај лимес е плюс бесконечност, значи имаме дека интегралот 1 врз x ln од x на степен p dx во граници од 2 до плюс бесконечност дивергира. Што може да тврдиме? Со пример на интегралниот тест видовме го применуваме интегралниот тест,
pa može da kažem дека и овај ред дивергира, бидејќи овај интеграл дивергира. Односно, имаме ако P е еднакво на 1 интеграл, ако P е еднакво на 1, тогаш, ајде вака ќе запишем, тогаш интеграл од 1 врз x ln од x на степен P од 2 до плюс бесконечност дивергира, а тоа повлекува, според интегралниот тест, тоа може да го заклучиме, тоа повлекува дека и редот соопштен 1 врз k ln од k на степен P k еднакво на 2 до плюс бесконечност дивергира. Што најдовме? Ако P е 1, редот дивергира. Тука може да се трансформира и кај P да ставите единица во овој случај. Но не е тоа потребно. Уште еднаш, ако P е еднакво на 1, редот дивергира. Конечно, ако P е 1, редот дивергира, и во претходните случаи најдовме, ако P е помало од 1, редот дивергира, тоа го најдовме во претходниот случај, и најдовме уште ако P е поголемо од 1, редот конвергира. Да видиме сега што имаме како конечен одговор. Значи, конечно, во задачата ни се бара за кои вредности на P поголемо од 0 редот конвергира. Ајде да видиме од тука за која вредност на P редот конвергира. Редот конвергира ако P е поголемо од 1, односно за вредности на P поголеми од 1, тогаш дадениот ред конвергира. И со тоа оваа задача е решена.